Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данси Макабре со своето 440-то издание, кое што ќе биде музичко во својата природа, односно ќе биде посветено на еманирањето на еден од поинтригантните музички жанрови кои што има свој зародиш во почетокот на 2010-тите години, која комбинира трап музиката од хип-хоп проминенцијата со најразличните метал поджанрови и наместо оваа комбинаторика да делува како вода и масло на моменти, се создаваат нови музички видови кои ги користат моќните битови, но артистите имаат што да кажат во нивната агресивна лирика, со која се издвојуваат од останатите пред се хип-хоп артисти, создавајќи нешто што ќе го наречеме трап метал во текот на оваа емисија, додека не му се најде некој посоодветен термин за негова локална и глобална пред се употреба. Не е некоја тајна дека не сум некој си огромен љубител на трап, јас сум повеќе припадник на бумбап рапот, односно на генерацијата која што израснала со него во 90-тите, така што посебно не ми се померак дилетантите кои што не знаат да врзат просто проширена реченица, затоа што немаат доволно неврони во главата од хемискиот дисбаланс во телото за да ја комплетираат, ниту пак сум некој си поборник на хумористичниот трап. Меѓутоа, оваа музичка легура допре до некои аспекти на моите интереси, затоа што голем дел од артистите по-езотерично и приоѓаат на лириката и искрено го освежуваат од една страна затроениот хип-хоп од пресметките на генгови со таа закоравеност која што му се препишува на веќе пост-бумбап ерата, до автомобилите и спонзорушите од Блинк ерата, така што ова доаѓа како своевидна реакција, како што секоја автоматизација и дезавтоматизација си добива своја актуализација, така и на овој начин се рушат одредени стереотипи кои што се врзуваат за и околу хип-хоп музиката, со тоа што се прави некаква си симбиоза која допира до најразлични метал подвидови. Најчесто се тоа метал поджанрови кои што потекнуваат од 2000-тите и баш поради тоа се создава некаква си своевидна уникатна легура на звукот, за кој што во текот на емисијата ќе ви говорам кој артист на каков начин го имплементира ова симбиоза пред се за комбинирање на трап и на метал. Односно во текот на емисијата ќе ви говорам конкретно за Ghostemane и за Lucifina, со тоа што ќе начнеме и на почетокот на емисијата за тоа што представува трап метал, за каква симбиоза всушност станува збор, со оглед на тоа што не е падната ова музика од небо, не е ни од чиста мира создадена, заради тоа што со самиот кросовер и музиката од 90-тите помеѓу хип-хоп и рок-н-рол, односно создавањето на сите тие легури кои што се оформени од крајот на 80-тите, конкретно и почетокот на 90-тите, помешувајќи го и хардкор панк движењето со одредени аспекти на хип-хоп културата, така што веќе легурата на тој рапкор веќе е оформена уште крајот на 80-тите. Ова е само некој си своевиден огранок кој што се надополнува на сето тоа што го имаат и Public Enemy, и Run DMC, и Judgment Night компилацијата, и сите, и Cypress Hill, и сите артисти кои имаат огромен придонес за доближувањето на овие навидум две сосема различни култури. Денес го добиваме тоа што е во колизија помеѓу еден огранок од хип-хоп културата како што е трапот и од друга страна одредени метал поджанрови кои што биле актуелни можеби во 2000-тите, а денес се применуваат во оваа симбиоза заради тоа што артистите растеле со таа музика и им е блиска на нив, како што например мене ми е блиска музиката на 90-тите со која што јас сум растел. Така што ова е една за нив барем уникатна симбиоза која
времето само ќе покаже дали ќе метаморфозира во нешто сосема друго или па можеби зачетокот ќе биде и крајот на неа, така што добро е барем да бидеме со текот на времињата и да продискутираме за сето тоа што до сега го имаат сработено Ghostemane и Lucifina. На почетокот на емисијата ја слушнавме Black Blade Katana на Ghostemane и потоа активистичката композиција за Black Lives Matter Sick of This Shit на Lucifina. И потоа слушнавме неколку соработки кои што Ghostemane ги има реализирано, пред се соработката со Suicide Boys на Seppuku, потоа неговата тема посветена на Euronymous од Mayhem и секако соработката со Wavy Jones на Bloodshot. А во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се сайд проекти на Ghostemane кои допираат многу повеќе до неговите метал почетоци, односно го врзуваат со инструментализирањето повеќе отколку што претходните композиции тоа го направија, така што во продолжение ќе слушнеме одличниот black metal потфат кој што го има именуван како Bader Meinhof. Од овој проект ќе слушаме I Dream of Terror, потоа ќе ослушнеме во целост неговото EP кое што е под силно влијание на хардкор панк и на индустријал звукот кој што подоцна следува, односно слушаме композициите Carbon Martial Law и Pink Mist, а од индустријал периодот ја слушаме I Fucking Hate You и ќе завршиме во овој блок со Twist of Fate, односно со работката со хорорна композицијата Кобра. Така што во овој дел ќе слушнеме дисторзиран аспект на приоѓање во контекст на создавањето на оваа алегура именувано како трап метал од страна на Ghostemane. Да, Макабре е емисија во која се зборува за уметност, а не за политика, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 440 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето 440-то издание, посветено на културолошкиот феномен кој што ќе го именуваме како трап метал, односно во текот на емисијата ќе ви говорам за достигнувањето на Ghostemane и Lucifina. Во овој сегмент на емисијата сакам да ви напоменам неколку карактеристики кои што се однесуваат на музиката за која што ја слушаме во текот на оваа емисија, односно станува збор за трап метал, кој што представува својвиден музички хибрид составен од симбиозата на трап музицирањето од хип-хоп културата и елементи од најразличните метал поджанрови, најчесто кои што беа проминентни во 2000-тите години, односно ерата во која што израснале денешните артисти кои што се изразуваат со помош на овој топоним. Сега како кованица се изроди од наездата на SoundCloud раперите кои што се појавија во почетокот на 2010-тите, меѓу кои инстантна популарност добија токму емо раперите кои се денешното олицетворение на поп-панк бендовите од 2000-тите, конкретно доживувајќи го нивниот примат кој што го има кон крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите, со тоа што емо раперите имаат поприфатлива музика со милозвучниот флоу и бит за мејнстрим публиката, па и затоа и добиваат таква репутација, но популаризирано пред се од артистот Bones, кој што е некаква спрега помеѓу овие две сцени. Сега Bones го оформува колективот Ses Hollow Water Boys, во кој што членуваат Еди Бейкер, Крис Тревис и Xavier, односно Xavier Wolf, поранешните соработници на еден друг колектив, односно на Raider кланот. Сега, називите како Ragecore, hardcore trap, industrial trap или scream rap, исто така се препишуваат како синоними за трап метал под жанрот, со тоа што рапкор и кросовер артистите
од секогаш постоеле помеѓу хип-хоп сцената и метал културата, со тоа што пред се соработките на Public Enemy и Anthrax, соработките помеѓу Run DMC и Aerosmith, како и култната компилација Judgment Night, па дури тоа што го создаваат Downset, Rage Against the Machine, Cypress Hill во подоснежниот период, до ден денес тоа што го прават Fever 333, се елементи кои што овој поджанр си ги зачувал во својата самохтона еволуција, со тоа што трап метал поджанрот се отклонува како еден поразличен фьюжн помеѓу хип-хоп и метал, иако во основа и на хартија тоа е спојка помеѓу различни елементи на истиот тој начин на кој што се создава, меѓутоа истражуваат пред се комбинаториката помеѓу агресивното пеење, односно скримовите и гроловите кои што се проминентни во метал поджанровите, поставувајќи ги врз трап битови. Сега, некои артисти семплуваат дисторзии и рифови од метал бендови врз кои што трапуваат, или пак користат дисторзирани битови и нојс во нивните композиции, други па си ги свират сами инструментите, така што секој артист има индивидуален пристап во создавањето на музичката ковалентна врска која пред се на нив најмногу им одговара за нивниот израз и стил кој што го имаат, колку идеолошки се подковани и издигнати на некоја си висока матрица која што ќе ги остави да бидат синоним за оваа доба, не знаеме, тоа времето уште еднаш ќе покаже, меѓутоа е еден многу поразличен изблик кој што не е толку застапен во хип-хоп културата, а и воопшто не е проминентен нити во метал културата. Значи, ова се отпадници на отпадниците кои што се имаат најдено во своите стилски и воопшто идеолошки убедувања кои воопшто ги имаат и нивниот израз кој што допира до двете култури и при тоа допира и до на различната публика која им припаѓа. Така што се мост кој што ги спојува овие два погледи на животот за новите слушатели, за новите генерации кои што ќе може да се препознаат во нив и кои што ќе може да уживаат во нивната музика, така што секоја младина си има своји херои, така што овие артисти се нивните. Така, например, Зила Ками од Нью Йорк користи скримови врз рифовите кои што наликуваат на рифови на нью метал проминенција, односно на Slipknot повеќе. Додека пак неговиот сограѓанин Камерон Ази започнува музичка кариера како гитарист во хардкор панк бендови, слично како и Ghostemane, но Камерон Ази се гордее со кованицата трап метал, дека еден од тие родоначалниците за кого тоа е артистичка форма во која тој и неговиот брат имаат можност да имплементираат мноштво на леери, односно слоеви на битови и рифови и при тоа да ги акцентираат сите детали кои влегуваат во создавањето на песните, така што за него не е само дерење врз дисторзирани битови трап метал. Меѓутоа, името кое што треба да биде споменато за давање на оваа кованица и пред се таблирање во светските води е Space Ghost Purp, односно култниот SGP, Мјуни Джордан и неговиот спомнат Рейдер клан од Мајами, кој во 2010 година објавува микстейп кој комбинира Memphis, рап, кранк, трап, елементи на dead metal и dubstep во некој си мрачен lo-fi sound, кој што станува препознаен за Райдер кланот, кој што е составен од Доу, од Кадафи, од Амбер Лондон, Кинијата, од Јунг Суми, од Дензел Кари, од Еди Бейкер, како што веќе напоменав, а блиски соработници на самиот клан биле и Фетник, Лил Агли Мейн и Боунс. Сега, секој од овие имиња си има свој стил, свој пристап, така што покрај SGP, покрај Камерон Ази и Зила Ками мора да го споменеме Triple X, односно Triple X Temptation од исто така од Флорида, кој што Флорида е местото каде што
се прави ова легура на звук со оглед на тоа што Флорида е местото каде што изникнува американскиот дед метал, односно тоа е местото каде што се оформени Dead, Morbid Angel, Obituary, Cannibal Corpse доаѓаат од таму, така што огромен број на значајни дед метал бендови од Америка и тој Флорида, Тампа Бей, дед метал призвук кој што го имаме, кој што е препознатлив за САД, буквално доаѓа од истиот полуостров од каде што започнува и ова еманирање на трап метал движењето, така што некаква си своевидна црна дупка представува Флорида за вадење на вакви мрачни подвидови, така што таму е и Triple X со кој што се популаризирал со песната Look at Me и неговото Free X движење, додека тој беше во затвор. Неговиот пристап е порустикален, односно неговите битови не се исполирани, напротив, тој дозволува тие да бидат дисторзирани, бучни, рапави, за да се задржи тоа што рок-н-рол бендовите го оквалификуваат како гаражен звук. Сега тој е под силни влијанија и на Курт Кобейн, на 3 Days Grace и на Papa Roach, значи една симбиоза на музиката со која што растел очигледно, метнувајќи и емо елементи во своите дела. Камијада, од друга страна, па е основачен на колективот Midnight Society, составен од Fuck It, од Rera Kuma, од Original God, од Young Bambi, од The Virus and Antidote, од Swerzy, Zodiac, Foreign Forest и Stray. Значи, ова поделба Камијада ја предводи со тоа што се одликува со агресивен флоу кој го издвојува од другите артисти од неговата фела. Исто така не смее да се заборави Скарлорд, кој што го карактеризира неговата препознатлива маска, кој стана YouTube сензација преку ноќ со видеата The Mazimas, кој во 2016 година беше дел од скримо бендот Myth City, но откако го напушта овој британски бенд, ги применува скримо аспектите на пеење врз трап битовите, создавајќи своевиден амалгам помеѓу хардкор панк, скримо, емо и трап, препознатлив за својот агресивен вокал. Исто така, уште едно култно име е Syringe, односно кој што може да го пронајдете и под Sivir, под Evil Nigga, под Landfill и други под никови имиња, псевдоними, алијаси. Стана збор за готик рапер од Мериленд, препознатлив и по R&B и по индастријал хип-хоп музиката која што ја создава. Тој е доста симптоматичен артист, чести панични напади, анксиозност кои го оддалечуваат од јавноста во неколку наврати, ставајќи го самоизолација, но во неговата музика користи нойз елементи и поради експерименталноста е тешко сварлив за широките маси, заради тоа што тој во поджанрот има вметнато помрачни, поагресивни и побрзи елементи кои му даваат тежина на правецот и го освежуваат. Исто така и слушнавме и Suicide Boys, кој што се дует кој е под силни метал влијание, со оглед на тоа што Руби свирал во панк бенд пред да соработува со неговиот братучет Скрим, со кој ги семплуваат до смрт 3-6 Mafia, например. Пријаджек е дивергентен артист кој нема толку агресивен флоу, например, како останатите, меѓутоа затоа создава R&B и бумба во неговите влијание за создавањето на музиката. Тука е метализираниот King Yusef, легендарниот Bones, кој не е повеќе толку интензивно инволвиран во трап метал сцената, но има ставено николци во истата кои што се неизбришливи. Пријателот на Triple X, односно Крекжен, како и Омензил, кој што најчесто е споредуван со Bones и Puja, поради неговата мелодичност и неговото флоу, така што уште да ги напоменам City Morgue, кој што се составени од Зила Ками со Смула, Bone Crew, Gizmo, Denzel Curry, Kant Mafia, Danny Darko, Tony Lewis, Subjects, Count Zane, Slan, Whithouse, 40K, Lil Darky, Fenrir, Goa, Crash, Horror, Ice Peak, Ponya Band, значи некој смета дури Попи дека треба да биде вклучена во оваа групација, Алтан, Хисока,
Nothing, Beat Wizard, Long Lost, огромен број на артисти, значи листата е преголема за да ви ги напоменам сите, па ете да го вклучиме и Takeshi 69, иако тој е поблизок до некаков си емо рап, бидејќи не користи гитари, а емо раперите се од друга страна па предводени од Lil Peep, од Convolk, од Juice WRLD, од Triple Red, од Young Lean, од Lil Zen, од Lil Uzi Vert, така што емо раперите се поблиски можеби до скримо, до емо бендовите, со оглед на тоа што растеле на нив, а и на таков начин, на визуелен начин се приложуваат во нивните дела, односно се експонираат, така што најсклони се овие трап метал артисти да користат елементи од индастријал, нью метал и хардкор панк влијание, како и скримови гролови од екстремните метал бендови, како што се ден метал и блек метал бендовите, заедно со амалгамирање на трап битовите, тапање и тој басови кои неретко се дисторзирани с нойз, а позначителни продуценти од за трап метал артистите секако дека се Ronnie G, Trax, Mars Mission, Young Grow, Plurps, и секако споменате The Virus and the Antidote. Мора да се напомене и постоењето на подвидот именуван како Shadow Rap, кој не содржи гитари и вресоци, туку има дисторзии, индастријал звуци, нойс и лоу-фај продукција под влијание на 3-6 Mafia, односно Lord Infamous, кои до ден денес го практикуваат, например, Suicide Boys, Omens и Puya, Ramirez и Ghostman во нивните дела. Денешните фанови на трап метал би биле пред се фановите на емо и скримо, фановите на MySpace, Metalcore и Dead Metal бендовите на 2000-тите години. Така што тие си наоѓаат своја нова инкарнација индоктринираност во трап метал под жанрот. За да преминеме од теорија во пракса, во продолжение ќе ги слушнеме ќе слушнеме конкретно Ghostman во неколку негови соработки со веќе споменатите артисти, така што Craig Zen ќе слушнеме со него во Buckshot, ќе слушнеме одличната композиција Doomslayer Part 2, потоа слушаме Ghostman во соработка со Getter за Hexlash, Ghostman го слушаме во соработка со Ross Dilliams, Puya ќе го слушнеме во соработка со Ghostman, за да ја заокружиме ова симбиоза помеѓу Ghostman и неговите соработници, за потоа да можем непречено да прекинам да ви зборувам за него, за неговата еволуција на неговиот звук и пред се за неговиот придонес за трап метал под жанрот. Така што уживајте во соработките на Ghostman. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабра, 440-то издание, во кое што ви говорам за две трап метал имиња, односно за Ghostman и Lucifina. Во овој сегмент на емисијата сакам да се фокусираме на ликот и делото на Ерик Витни, однос човекот попознат како Ghost, односно Ghostman, роден на 15 април 1991 година во West Palm Beach во Флорида, што значи дека денес има 29 години овој музичар, кој покрај тоа што е познат по псевдонимно Ghostman, има настапувано под називите Bader Meinhof, Swear, Limsa Lominsa или Gasm, односно претходно е именуван и од Ilbis. Тој започна да се занимава со музика како гитарист на хардкор панк и на дум метал бендови во Флорида, но својата хип-хоп кариера ја интензивира кога се преселува од Флорида во Лос Анџелес. Во родниот град свирел во бендовите Nemesis и Seven Serpents, до ден денес се дружи со момците од Nemesis. Неговиот татко починува кога Ерик има 17 години, па по негово инсистирање и некаков аманет му остава да биде спортски активен. Во родниот град имало само пријатели и членови од фамилијата кои што доаѓале на свирките, со оглед на тоа што мала заедница, мал број на клубови за свирење и
Затоа и Ghostman свирал во другите градови, односно со бендовите во кои што настапувал. Така што тој открива хип-хоп сцената пред се на Мемфис и почнува да се интересира за изразување во рамките на хип-хоп културата, комбинирајќи ја со познавањата кои што веќе ги има стекнато од гитарската музика. Се преселува во 2015 година во Калифорнија, затоа што не гледа баш некоја си перспектива за неговата музика на Флорида, што е одлична одлука според мене од негова страна. Таму се запознава со еден колектив, приклучувајќи се на колективот Шимпулс, предводен од JGR Xen, односно кој ги вклучува Крекзен, Мексбек и починатиот Лил Пип. 15 момци пред се биле, да не ги напоменувам сите кои што буквално живееле во една соба во Лос Анџелес и кои што секој на свој начин соработувал помеѓу себе и придонесувал. Сега колективот се растура во 2016 година со тоа што Ерик останува на цедило, меѓутоа го има вкусено Лос Анџелес, му се допаднало тоа што го има погледнато и буквално е откриен неговиот талент од страна на Пуја. Композицијата која што претходно може да ја слушнеме е дел од една од неколкуте нивни соработки, кои по лансирањето на видеото Thousand Rounds со Ghostman во 2017 година добива дополнителна популарност на YouTube, милионски прегледи, кои ќе го добие вниманието на 23, ако не се лажам, иницијално милиони кликачи на YouTube, што значително дополнително ќе го експонира Ghostman на светската јавност. Пуја несебично ги промовира не само Ghostman, туку и Suicide Boys, и затоа што гледа потенцијал во нив и искрено изјавува дека тие се подобри од него и сака да има придонес за цел свет да ги дознае, така што конкретно тоа е реткост во конкурентноста на хип-хоп сцената каква што е постојачка. Буквално реткост е во денешницата некој артист да поддржува друг артист несебично, односно да биде ветар во неговиот грб за да може да го реализира неговиот потенцијал, кој што Пуја го забележува очигледно и во Suicide Boys и во Ghostman. Тие продолжуваат да соработуваат и во 2018 година, истата година која што Ghostman ќе реализира и соработката со Зубин за песната Broken. Сега, неговото име доаѓа од песна која што ја има напишано за ghosting, односно за договарање со луѓе со кои што ги откажува пред се планираните договори и никогаш не им се појавува и исчезнува, го губи секако контакт со нив, водено неговата анксиозност. Меѓутоа, подоцна го присвојува Ghostman како свое, додава едно внатрешно и за да има едно на крајот, едно на средина, за симетрија. Меѓутоа, тој е еден од артистите кои се прославија благодарение на SoundCloud, континуирано работејќи уште од 2010 година и секоја година објавува по некое EP издание и долгосвиречки албум, но експоненцијално му торпедираше кариерата во орбита по седмиот албум, именуван како Noise од 2018 година, еден од моите најомилени негови албуми, кои има огромни инфлуенции од индастријал бендовите, како што се Nine Inch Nails и Marilyn Manson, под влијание исто така и на Metallica, како и на New Metal бендовите, користејќи дури и претходно семплови на Korn во една од неговите композиции, кои што можевме да ја слушнеме на почетокот на емисијата. Ерик почнал да слуша Green Day и NoFX во основно оделение, свирал на ефтина гитара која што татко му ја има купена. 5 години свирал по бендови, по гаражи, од кои што Немезис до ден денес се преостанати да бидат негови пријатели. Прва хип-хоп песна која што има направено е буквално се наоѓа на едно демо кое што е неиздадено со Немезис, рапувајќи на Naughty by Nature и на Nivен Beat работи во паралелно додека свири во овие бендови во еден кол центар и едноставно му пука филмот на Ерик и решава да се фокусира комплетно на музиката. Кланот го мотивира кога работи пред се без лейбл,
говорам за кланот кој што бил доминантен во Рајдер кланот кој што бил доминантен во Флорида, го мотивирал пред се заради тоа што сами си ја туркале работата, си биле сами своји волци, како што напоменав, работеле без лейбл и му потенцирале дека се може сам да прави и до ден денес буквално Ghostman сам си ја брка работата, сам се договара на неговите страници, сам се промовира. Така што една од неговите девојки му има потенцирано да става песни на SoundCloud и баш поради таа нејзина иницијатива и почнува да се експонира преку оваа платформа. Иако од 18 години цело време постојано е во работен однос, останал во Флорида, додека неговата мајка се преселила во Њујорк како починува неговиот татко и во Флорида живеел на кратко со неговиот дедо, меѓутоа се осамостојува по неговото полнолетство. Неговиот татко бил парализиран и целиот негов живот буквално бил горе-долу врзан за столовите, за креветите, така што не дека можел како млад да патува некаде или да го доживее, да го погледне светот надвор од неговото родно место, баш поради таа приврзаност која што е имал кон неговиот татко. Меѓутоа ако една од малките позитивни работи кои што го има подоучено неговиот татко е да биде против црквата и против организираната религија, што е една од позитивните работи кои што влијаело за развивање на креативниот импулс кај Ghostman. Меѓутоа неговиот татко бил под тешки медикаменти и овај турбулентен период во полнолетството, зачетокот на полнолетството кај Ghostman, каде што за малку дури би се бил пријавен во војска, но откако неговиот татко починува, тој на некој начин своевидно се ослободува од колку грубо и да звучи товарот кој што представувал на неговиот грб и буквално добива ново полнолетство, нов живот. Денес се само едуцира за астрофизика, избегнува мрази пилули, избегнува опојни средства, освен печурките и ЛСД, како што сами ја знае, да напомене дека му се слабост која го инспирира и мотивира за да влезе во тие проникливи трансцендентални сфери и да може нешто најверојатно да ископа за да создаде негова композиција. Оваа година, поточно пред некој месец, пријатно ме израдува со објавувањето на тој lo-fi black metal проект Бадер Майнхоф, што е one-man band всушност, во кој се именува себе си како Ерик Гостек, кој свири и ги снима сите инструменти, а влијанијата од скандинавската black metal сцена од 90-тите се повеќе од очигледни, иако уште во неговите претходни албуми имаше песни посветени на Еронимус, се представуваше дури како Young Varg и беше под влијание на бендот Батори. На ова EP издание може да ги отсвири во целост своите black metal корења како што треба, меѓутоа Ерик како мал не само што ги слушал Mayhem и Burzum, ги семплувал Пантера, туку е дете кое многу добро си ја знае домашната death metal сцена на Флорида, така што не бидете зачудени ако го погледнете со мајца на Deicide, на Death или на Morbid Angel, затоа што Ерик ги има убиено од слушање овие бендови и со носењето на нивните мајци буквално ја оддава почит такова на артистите кои помогнале да се изгради неговиот препознатлив музички вкус и предсестилски израз и поимање на животот и начинот на живот. Така што носењето на мајците на овие бендови е буквално како симнување на капата и давање на почит на сето тоа што тие го имаат направено за него кога никој друг не бил покрај него. Тоа е поентата со која што се врзуваат сите љубители на метал музиката. Додека сме кај изразувањето, блискоста со екстремните метал поджанрови е евидентна и на рамниште на лириката, затоа што во неговите објавени изданија како Rituals, како Триделниот Демон, како Хексада, како Плекс, доминира можеби окултизмот, ја опева смртта како и нихилистичкиот поглед на животот, иако иницијално на Уга Буга, например, и на првите изданија, допира до стадиумите на и повеќе ги разработува стадиумите на апатијата и депресијата и самоубиството, но окултизмот се надоврзува на нив, доаѓа подоцна, иако депресијата е прва која е доминантна тематска одредница во неговите композиции. Сега Јужна Флорида е преполна со
генгови со меѓусебна престрелка на овие групации и убиства, но тој не дозволува во неговата лирика да бидат проминентни овие теми помеѓу судирите на клановите, што се однесува баш поради тоа е и езотеричен, баш поради тоа е херметичен и се труди да допира повеќе на некоја си лирика која што бие имале black metal бендовите, со неговите истражувања и кои што се во домените на овие сфери. Што се однесува до неговите хип-хоп влијани, Ерик знае да ги реферира Outkast како едни од најомилените групации, како Dirty Boys исто така, како и 3 Mafia, односно јужњачките рапери, како негови најголеми инфлуенци за развивање на желбата за барање на својот израз во овој стил на музицирање. А ден денес е покорен слушател на grind джезот, на dead grips, на експериментирањето во поглед на екстремите и луцидноста која што може оваа какофонија на звук да ја предизвика. Во смене геймер исто така и бара инспирација во различни извори за да биде хиперактивен и да објавува песна секоја недела, што знае да биде страшен притисок за него. Меѓутоа затоа е хиперпродуктивен. Сега ретко кој рапува за лавеански сатанизам или па за Алистер Кроули во хип-хоп, со оглед на тоа што е голем поборник на Кроули Ghostmain, си наоѓа Do What I Will Shall Be The Whole of the Law место во неговата доктрина. Свежина внесе со истражувањето на овие невообичаени теми, си пее тоа што му е искрено, што му лежи на душа и верувам дека го интересира, но не сака да звучи баш како што другите може би сакале тој да звучи. Тој има агресивен вокал кој што е висок, има брзо флоу, не се плаши да даде и соодветен скрим на неговиот израз, исто како што користи нойз и индастријал елементи во самата музика. Тој во дадени стадиуми го модифицира и својот глас. Има издадено до сега 9 студиски албуми, Уга Буга од 2015-та, For the Aspiring Occultist од 2000-та година, во која што ја реализира и соработката со DJ Killa C, односно за проектот именуван како Paul Bearers, односно Tales from the Grave. 2016 година ги работи одличниот Rituals, Black Mage и Plagues, а 2017 албумот Hexala. Noise, неговиот одличен индастријал албум од 2018 година, истата година кога работи и под псевдонимот Gasm. Во се очекува 2020 да не удостои со неговото 10-то долгосвиречко издание именувано како Anticon, кое штом го добиеме, штом го комплетира, ќе ви биде приложено на канал 103. Учествува на композициите Astral Creeping со Resurrected Hits од 2015 година и на Hiadic од 2019 со Ilbis. Ги има под тој псевдоним ги сработени се, односно микстейповите од 1991, Blunts and Brass Monkey од 2014, како и Табу од истата година. Меѓутоа, мислам дека неговите најуникатни композиции може да ги најдете на неговите Extended Plays, односно на неговите EP-а, кај што може да разработи најразновидни концепти кои може да му ги отвора вратите во експериментирањето со звукот и да обелоденат некоја страна од него која до сега не сме ја слушнале. Дали е тоа индастријал и нойз елементите, дали е тоа black metal влијанијата, дали се тоа мрачните трап битови кои што ги имплементира во неговите песни. Значи, такви се Ghost Tales од 2015-та заедно со Dogma и Creep од оваа година. 2016-та почнува да го работи неговиот триделен Extended Play Demon. Исто така 2016-та првпат се појавува неговото Bader Meinhof Black Metal EP. 2018-та работи на Dahlia со Getter. Во 2019 година го имаме Evil Beneath a Whale of Justice на Bader Meinhof Black Metal потфатот, грајндерскиот, односно блекерски хардкор панк Fear Network, како и депресивно акустичниот кобејновски Opium. Минатата година исто така го имаме и индастријал потфатот именуван како Human Error и под Digital Demons од 2019, ако не се лажам, заедно работен со No Life. Во 2019
под EP изданието Technomancer го издава под псевдонимот Swear. А 2020 година Бадер Майнхоф конечно го добивме во EP форма, односно неговиот lo-fi black metal албум. Во продолжение ќе слушнеме композиции од поголем дел на овие изданија, за да ги средоточиме разноврсноста која што Ghostman ја има во неговиот израз, односно ќе слушнаме теми од Noise најчесто, но ќе слушнаме нешто и од неговите EP изданија, односно од депресивниот Opium ќе слушнаме и од Demon, не смее да се пропушти, така што во продолжение слушаме Begotten, Where Was God, Black Blood, слушаме Bolgag, Bonesaw, Flash, Dread, едно интермецо ќе слушнеме, потоа Lady Madini, Plex, Where Stars Go to Die, како и некоја композиција од Opium. Така што слушаме широката лепеза на диверзитет на звук на Ghostman. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето 440-то издание, посветено на двајца артисти кои што доаѓаат од проминенцијата на трап метал музичкиот поджанр, оваа кованица, која што во претходниот сегмент на емисијата го опфаќаше ликот и делото на Ghostman, а во овој сегмент ќе ви говорам за Lucifina, односно е називот на проектот на Стефани Сансон, поранешната пејачка на поп-пак бендот со Breakdown и You Only Live Once, односно Јола, бенд предводен од два женски вокали, еден Clean, еден Growl, односно Scream, со незината сестра го предводеа бендот, кој што незини 15-16 години, ако не се лажам, ги понудува незините можности за викање во микрофон во овој бенд. Можете да ја погледнете во акција на 16 години како ги плаши во неколку наврати Мараја Кери и Шерон Осборн со незиниот глас. Прв пат изведува, еднаш, ако не слажам, изведуваше металкор песна, а друг пат не ја информираше жири комисијата на American Idol дека ќе ја изведува Адел во метализирана форма, со која што ја преплаши Мараја Кери и ја запрепасти, затоа што очигледно дека поп-артистите не знаат ништо подалеку од нивниот нос и не се запознаени дека може би има и друг начин на интерпретирање освен тој што тие го имаат зацртано во нивната глава. Меѓутоа, ова беше одличен промо-станд кој што го направи Стефани за Јоло, односно за незиниот бенд, со тоа што кога во вториот пат кога имав можност да ја погледам, односно пред жири комисија кога беше Мараја Кери, буквално незиниот незините средни прсти беа дигнати високо, што значеше дека е еден вид на не само промовирање на незиниот бенд подмолно, од друга страна беше и еден анти-естаблишмент удар со тоа што едноставно незината тинеџерска бунтовност излезе на површина и сакаше да демонстрира дека без разлика на тоа како што изгледа и како звучи, едноставно постои нешто повеќе од тоа што ова машинерија која што е наменета да ги исмева пеачите за доброто на широкиот аудиториум, да се чувствува подобро со себе си, што најчесто се нарекува American Idol, беше од една страна исмејани од страна на Стефани баш поради низиниот станд. Сега, таа соработува во надвор од кариерата со You Only Live Once, таа ја започна својата под псевдонимот Lucifina, односно издаде едно EP издание и едно долгосвиречко издание, буквално тоа е активна на голема врата во изминатите неколку години. Незиниот албум е продуциран од одличен гитарист на Wings of Plague, односно Майкл Монтоја, кој е подпишан под Morgoth Beats псевдонимот, а
гостуваат голем број на музичари на незиното издание и на незиното долгосвирачко и на Extended Play, со тоа што на Antichrist гостува фронтменот на Емјур, односно Френки Палмиери, а на Falling соработува со гитаристот на Slipknot, со Сид Вилсон, а гостува исто така на оваа композиција и Ноа Себастијан, односно членот на Bad Omens. Morning Star се нарекува незиното EP издание, кое што го издаде 2019, издание кое што има неколку експлозивни композиции, како што е морничавата мелодија на извикувачката Disrupt и Lucy in the Sky, гитарскиот поп-панк хит Intoxicated, како и соработката со Lil Xan On Site. Од друга страна, покрај агресивната и експлозивна тенденција која што ја има Лусифина, има и една мелодична R&B страна од тој препознатлив SoundCloud рап бранд кој што е составен дел и таа. Застапена е ова нишка во незиното музицирање преку композицијата Don't Hit My Lane и Switch Up, а на секоја песна дури има едно препознатливо скитче кое што го најавува битот дека доаѓа, но доста симпатично, доста симпатичен фрагмент. Незиното долгосвирачко издание го носи називот Mood Swings, издаден 2019 година, албум на кој подетално се разработува незината разноврсност како артист, пред се благодарение на продуцентот Моргот, кој ги стимулира и незините сентиментални R&B корења со пропратени со акустична гитара и лесни спори битчиња, како во Feel и Lost at Sea со Lil Xan, потоа композициите Insane, Lucifer's Lullaby, Sid Nancy, Tripping и Westside. А агресивниот флоу е евидентен на трап битот во Go Off, одличната Antichrist, потоа Antitrust, Love is War или па моќниот вокал двоец кој што е присутен на Voice of the Dead, во кој што доминира Лусифина. Меѓутоа има и, иако меланхолично, например, започнува Giving Up or Growing Up, оваа композиција има свој премин и кулминира со Scream и Breakdown, така што ова ќе слушнеме и таа тема во поглед и претходните неколку кои што ги напоменав, чисто колку да ви потенцирам дека има простор за експериментирање со тоа што може да се направи една композиција да има убав флоу, да има убави премини, да доживее една Black Sabbathска ренесанса, ако така може повеќе сакате, да ги има и агресивните и милозвучните сегменти, а сепак да не биде тоа контрастно или да биде во постојан конфликт со себе си, така што се зависи од како продуцентот ќе успее музичката подлога да ја оркестрира и секако дека има и една пуристичка трап тема како што е Lucifian на овој албум, во кој што нормално си се себе експонира ако ништо друго. Меѓутоа неа ја карактеризира тој моќен вокал кој што го има, кој е разорен и кој дефинитивно е едно од незините најсилни музички оружја, со тоа што го воспоставува контрастот помеѓу екстремната агресивност која што ја поседува незиниот Scream, наспроти меланхоличната и сентиментална нишка која што е проткаена со незиното чисто пење, со незиниот клин вокал. Така што ова е потенцијална музичка експлозија на звук која што доколку Моргот и останатите незини соработници ја насочуваат во навистинскиот правец, ги засилуваат и едните аспекти и другите и овозможуваат можеби повеќе да експериментира со неисполираниот звук со оглед на тоа што таа има почиста продукција као за разлика од Ghostman, без разлика на тоа што и неа може да ја забележиме со мајци на Mayhem и со Corpse Paint како што и Ghostman тоа го прави. Сепак незината продукција е многу кристализирана, чиста, поблиска е до милозвучноста на емо раперите и на трап артистите, така што се надевам дека можеби ќе биде посмела во експериментирањето во поглед на доменот на нојзот. Меѓутоа тоа се и индастријал пред се звукот, меѓутоа тоа сепак се афинитети кои што продуцентите треба да ги наметнат
На почетокот на емисијата слушнавме една композиција Sick of this Shit, која што беше наменета за движењето, мислам, инспирирана и водена од движењето Black Lives Matter, со еден одличен видеозапис, каде што ги има изјавите за и околу полициската бруталност, која што Лусифина го погоди моментот за незиниот гнев да ја канализира огорченоста која што има луѓето кои што се жртви на расизмот и секој ден го губат животот во ова сулуда и комплетно идиотска борба која што се води со луѓето кои не разбираат дека колку што сите сме исти, толку и сите сме различни и никому не му е грижа за тоа. Меѓутоа, Sick of this Shit е една од тие теми кои, барем кај мене, Лусифина побуди огромна почит заради тоа што сепак бара начин за да го изрази незиното незадоволство преку музиката и да си дојде до својот глас. Сепак е млада артистка која што сепак го почнува да го работи овој незин проект и се надевам дека сите ќе се разликуваат и нема идни проекти, односно албуми, нема да бидат една бледа копија која што со секое наредно печатење ќе ја губи незината свежина баш поради тоа што ќе биде репетитивна. Така што за крајот на емисијата ќе слушнеме Antichrist, соработката со Френки Палмиери, потоа Antitrust, слушаме темата Falling со гитаристот на Slipknot, Lucy in the Sky, ќе слушнеме од EP изданието Shut Up, незината мојтна соработка со Кајана Никол и потоа ќе слушнеме незините неагресивни аспекти на музицирањето, односно ќе слушнеме 3 композиции кои што се од милозвучноста и сентименталната нишка, кои се Intoxicated, Giving Up or Growing Up и Feel со Lil Jon. Така што јас сум Владко Ѓелевски и го затварам 440 од гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре слушајте и песните на Ghostmain и Лусифина, па да се надеваме дека и домашните трапери ќе откријат дека постои метал и ќе создадат некаков си ваков амалгам кај нас, или пак можеби некои металци ќе почнат да трапуваат и да ги скршат предрасудите кои што ги имаат во поглед на хип-хоп културата, или можеби едноставно овој поджанр ќе добие на нова димензија со тоа што поквалитетни музицирања ќе произнесат од поквалитетни музичари кои што симбиозата помеѓу трапот и металот ќе ја направат на поиздржлива ковалентна врска од таа што ја имаме и нема да остане ова само да биде некаков си минускулен музички тренд кој што се појавил некаде во крајот на 2010-тите и замрел во почетокот на 2020-тите. Така што се надам дека овој поджанр ќе еволуира до врвовите кои што наводно музичарите треба да ги извикаат за крајот на емисијата. Слушаме Лусифина, а вие останете со брановите на Радио Каон 103 до крајот на светот.